прво ќе ми биде чест и задоволство да играм пред домашна публика. И се надевам дека ќе оствариме позитивен резултат. Победа како победа не треба многу да трошиме. Зборови за победа. Посебно сега со новите собственици ќе биде интересно да се игра во Прилеп. Позитивен резултат, што значи тоа за Осогово? Па секако 3 бода. Значи Сопот не би биле задоволни? Па не баш, не 100% задоволни би биле, ама не баш. Одиме на 3 бода. Да се подсетиме, есеновска во Кочани беше дури 4-1 за Осогово. Има ли разлика од тогаш и сега, конкретно за две екипи, и за Осогово и за Победа? Мислам дека има напредок во двете екипи, не само во Осогово. Во Осогово секако дека има многу голем напредок, ама исто и во Победа со еден млад перспективен тренер како што е Столе Димагловски, Победа е доста поквалитетна ова година него лани. Пролетва за Победа статистиката вели 5 постигнати голови и само 4 примени цела пролет. Па како Осогово може да совлада таква цврста одбрана? Јас мислам дека ќе биде доста изедначен надпревар, кај што ќе решува, мислам дека ситни грешки од едната или од другата страна. Мислам дека ќе биде изедначен надпревар 50-50 ќе биде за двете екипи. Пошто Победа има многу млад состав и доста што играчи се залага за екипата. И да ни кажеш уште Осогово, дали ќе допатува со комплетен состав утре во Прилеп? Осогово 2-3 правотинци утре допатува во Прилеп. Кој поради жолти, кај нема да бидат присутни на тој надпревар. Значи без тројца, а сепак не се откажува од амбициите? Не, цел ни е 3 бода, како што спомнав и преска.